Добар ден, петок, последен работен ден за оваа недела. Се надевам сте добро расположени и секако подготвени за уште едно ново издание на емисијата Алфа Ординација. На самиот почеток, како и секогаш, и овој пат ќе ве поздравам, ќе ви посакам да имате најубав ден и секако ќе ве поканам да бидете заедно со нас и денеска. Денешната тема на која што ќе одвоиме многу повеќе време, од која што многумина имаат страв, а тоа е секако анестезијата. Дилемата е дека пред секоја хируршка интервенција голем број од луѓето, поточнете пациентите, стравуваат дали ќе се разбудат по анестезијата и секако колку време ќе бидат во една таква, што се вели, несвесна состојба. Стравот е уште поголем ако хирургот ви рече дека ќе треба да бидете под една општа анестезија, која што вклучува одземање на самата свест. И тука се зависи од така каква анестезија примате, колку долго ќе трае секако целата операција. Процентот на пациенти кои што не се будат од анестезија е толку мал што овој страв е апсолутно непотребен. За тоа што представува анестезијата, за тоа колку таа ќе ни биде од корист или пак не, за кои се можностите и опасностите, зборуваме токму денеска во Алфа Ординација. Имате простор да поставите прашања, доколку сакате секако да се вклучите во темата за која што денеска зборуваме и која јас на самиот почеток ви ја најавив. Но оваа тема денеска зборуваме со доктор Ивица Стефановски, специјалист по анестезиологија од приватната клиника Аџибадем Систина. На самиот почеток ќе погледнеме прилог како вовед во темата за која што јас ја најавив, а потоа секако и разговорот кој што ќе следува во комбинација со вашите прашања кои денеска ги очекувам во голем број. Многу пациенти кои мора да бидат подложени на оперативни или пак диагностички процедури и операции, а кои се изведуваат со анестезија, се плашат пред се од анестезијата. Пациентот ја согледува и искусува анестезијата пред интервенцијата, како и завршеток на истата. Анестезиологот е докторот кој е одговорен за избор на правилен вид на анестезија зависно од видот на интервенцијата, здравствената состојба на пациентот, возраста, присуството на други здравствени проблеми и друга. Тој е личност кој го припрема пациентот што полесно да ја поднесе интервенцијата и анестезијата. Кога станува збор за анестезија, се согледува умешноста на искусниот анестезиолог кој детално го објаснува изборот за анестезија, зошто еден вид има предност во однос на другиот, зошто мора да се примени тој вид на анестезија, да му дозволи на пациентот да даде свој избор на анестезија, доколку за тоа има можности така натаму. Многу е почест така наречениот страв од заспивање и дали ќе се разбудат, кај општата анестезија, во која пациентот се воведува во анестезија со комбинација од анестетици, аналгетици, хипнотици, релаксанти, кои го заспиваат во длабок сон. Едно од најчестите прашања на пациентите е: докторе, дали ќе се разбудам? Постапното објаснување на постапката за анестезија, примената на современи анестетици и комплетен мониторинг за следење на здравствената состојба на пациентот во тек на анестезијата и интервенцијата ги смеруваат повеќето пациенти. Современата анестезија денеска се применува во повеќе здравствени установи. Користи на современи и сигурни анестетици и техники, со целосен компјутеризиран мониторинг на ЕКГ, контрола на крвниот притисок, заситеноста на крвта со кислород и концентрацијата на јаглен диоксид во издишниот воздух, длабочината на сонот и мускулната релаксација, со што заследи текот на анестезијата и промените кај пациентот во секој момент и му се дава целосен увид на анестезиологот во промените кои што се случуваат. Сознанието на пациентот дека во тек на анестезијата анестезиологот цело време покрај него го храбрува, посебно значајно за пациентите во регионалната анестезија како што е спинална, епидурална или периферна блокада, кога пациентот е буден, пред него е параванот со кој што е оделен од операторот и кога од неговата страна анестезиологот и анестетичарката со кој што цело време е во контакт и кои му даваат подршка и разговор, популесно го минуваат времето на интервенцијата, а доколку сакаат лесно и да заспиат, се даваат седативи, кои прават пациентот да заспие, па дури да заборави на почетокот на интервенцијата. Можности и опасности токму на анестезијата е темата која што отвораме денеска во Алфа Ординација, како што најавив доктор Ивица Стефановски, специјалист по анестезиологија, реаниматологија, е нашиот денешен гостин во Алфа Ординација од приватната болница Аџибадем Систина. Добар ден, добре ни дојдовте во Алфа Ординација. Добар ден, благодарам. Поздрав до телевизијата, поздрав до гледачите ваши. Се надевам дека денеска ќе успееме да одговориме на многу прашања поврзани со анестезијата. Со оглед на тоа што имате една функција каде што треба првенствено да им објасните убаво на самите пациенти за да го разбиете оној страв што се вели од самата анестезија. Предпоставувам дека првата работа која што правите им објаснувате што представува анестезијата, како изгледа и слично. Па еве како еден вовед во разговорот со кој што ќе го започнеме денеска, токму и тоа ќе биде првото прашање. Што всушност представува анестезијата? Да. Колку е опасна и зошто е тоа толку баук? Така.
Значи, анестезијата е една релативно млада медицинска гранка, морам да кажам. Меѓутоа, денеска современата медицина не може да се замисли без анестезија. Значи, анестезијата, самиот збор анестезија доаѓа од еден грчки збор анестос, кој што значи фигуративно без чувство или обезболување. губиток на чувства, првенствено губиток на чувства или осет. Така да анестезијата, значи дел од современата медицина представува губење на свеста, значи се изведува со примена на разни лекови кои што се нарекуваат анестетици и доведува до губење на свест, вештачки предизвикан сон и губиток на чувство за болка. Самото тоа ни овозможува на самата примена на анестезија, нели најглавно во хируршките интервенции и во многу современи денеска диагностички методи, самото губиток на свест и губиток на чувство за бол му овозможува на хирургот, нели, да направи интервенција врз пациентот без да пациентот чувствува било каква болка. Видови типови на анестезија. Моето следно прашање, кога веќе зборуваме за оваа тема. Претходно само спомнавте да кажам, нели, страв од анестезија. Точно. Сите пациенти скоро кои што доаѓаат за некаква интервенција, за било каква интервенција, дали е тоа диагностичка метода или дали е тоа хируршка интервенција, чувствуваат голем страв и се силно вознемирени пациенти. Разговорот со анестезиологот е многу важен дел од самата припрема на тие пациенти, затоа што стравот од непознатото, нели, што ќе се случи после интервенцијата, каков ќе биде исходот на интервенцијата, дали ќе се разбудам од анестезијата, дали ќе се разбудам за време на интервенцијата, сето тоа предизвика голема вознемиреност на пациентите. Нашата улога е да им објасниме колку е можно подобро да ги припремиме за да знаат што ги очекува во текот на интервенцијата, од оној момент кога ќе влезат во оперативна сала, да знаат што ги очекува и биваат пациентите се спремни, нели, влегуваат спремни или ако имаат потреба од дополнителна релаксираност, даваме лекови од типот на седативи за да се релаксираат и да влезат колку е можно посмирени. Така, затоа што и на нас тоа ни олеснува после работата, воведот во анестезијата е многу полесен, побезбеден и текот на самата соработката со самите пациенти и слично така. Да. Какви видови на анестезија постојат? Видови типови на анестезија? Да, значи постојат два типа на анестезија. Кратко да кажам, значи тоа е општата анестезија и локална и регионална анестезија. Се делат овие два типа на анестезија се делат според примената, значи односно внесот на анестетикот во самиот организам. Бидејќи лековите анестетиците ги внесуваме во организмот на два начина. Во општата анестезија, значи ги внесуваме преку дишниот пат, значи преку вдишување на гасовит анестетик. Тоа се анестетици спремни во специјални контејнери кои преку специјален систем на црева се внесуваат преку вдишување во организмот на пациентот, се ресорбираат во крвта и делуваат како анестетици. Додека вториот тип на општа анестезија е интравенска анестезија. Овие анестетици се внесуваат преку вена, значи интравенски. Предноста на оваа анестезија што навлегува брзо, действува веднаш анестетикот во вена, брзо се воведува пациентот во анестезија и понатаму се одржува многу полесно анестезија. Да. Непријатноста малку кај општата анестезија со гасовите анестетици или инхалационата анестезија е што вдишувањето на гасовиот анестетик може понекогаш малку да биде непријатен на дразбата на самиот анестетик на дишните патишта, меѓутоа и тоа се надминува. Така е. Да. Телефонските броеви ги гледаме на екраните, ќе ги поканам секако уште еднаш гледачите кои што би сакале да постават прашање да се вклучат денеска во темата, секако се добре додени вашите телефонски јавувања. Во продолжение ќе го поздравиме првиот гледач кој веќе го имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, убав ден, повелете. Имам едно прашање до докторот.
уврска со анестезијата. Така, ве слушаме, повелете. Се правев операција од жолчка минатата година и има целосна анестезија. Така? Операцијата се беше во ред успешна, през благодарност на докторот, ама откако се дојдов дома, равнотежата ми беше пореметена. Сега сум малку подобра, ама се уште чувствувам тегоби од таа равнотежа што ми се поремети. Само што дојдов од болница по 2-3 дена. Не можев да одам. Не можев равнотежата ми се изгуби. Видим, денеска се матам, се трудам колку што можам да бидам подобра, ама уште чувствувам тегоби со тоа. Така. Тоа е прашањето, докторе. Се поздравувам многу и водителката и докторот да ми кажете што може ова. Вашата претпоставка дека може би од анестезијата која што сте примиле, бидејќи била претпоставам тотална анестезија, дека би можело токму тоа да биде причината поради главоболката, така? Губиток Поради на рамнотеж. Да, рамнотежата. Така. Ви благодарам многу што се вклучивте. Дали постои Да. веројатност? Мала е веројатноста дека од анестезијата може да се да пролонгиран, ова е пациентката кажува дека е пролонгирана работа, дека долго време, 1 година веќе поминала од интервенцијата, а се уште чувствува губиток на рамнотежа. Значи мала е можноста да од анестезијата трае волкав период тој симптом што го чувствува. Можно е првите неколку часа, дури и првиот ден после интервенцијата да чувствува губиток на рамнотежа. Да, меѓутоа се работи за една интервенција оперативна вадење на жолчка, како што рече пациентката, кој што трае многу кратко, значи во денешните услови со лапароскопските изведувани интервенции на жолчка трае многу кратко интервенција. Обично можеме да очекуваме некакви, да не кажам последици, меѓутоа несакани ефекти првиот ден, вториот ден од интервенцијата ако трае многу долго. Така вакви кратки интервенции не се очекува. Не па 1 година да трае. 1 година е многу долг период, затоа и препорачувам на пациентката, не знам дали се обратила некаде, нели, дали побарала помош, ако не, да побара помош за да се доиследи тој симптом, значи губиток на рамнотежа, да се бара причината што е за губитокот на рамнотежа. Првенствено пустата на матичниот доктор, ако да претпоставам дека и консултација со неврохирург. Апсолутно, така е. Така, ќе продолжиме понатаму со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден, се јавувам од Скопје. Така. Поздрав до вас и до докторот. Би сакала да поставам едно прашање. На возраст сум од 57 години, сум алергична на сите на општата анестезија и на локални анестезии. Значи, при интервенција јас морам или требам да бидам покриена со кортико, да бидам уклучена на апаратура. Има ли нешто вака за нас што сме, може би, не знам колку на стотина илјади родени вакви, нешто ново во светот, во Европа, кај нас? Затоа што ни едно вадење зад не смем да примам анестезија, а имам 3 операции до сега. И сите биле, секојаш сум била приклучена на апарати. Ако сака докторот да ми каже нешто, дали има нешто ново или ке нема. Така, ви благодарам многу. Да. Убаво прашање, ви благодарам многу. Да. Има и такви кои што се алергични, како гледачка. Да, има и пациенти кои што се алергични. Сега пациентката не ја прашавме и не објасни дали направени се веќе алерготестови, од каде знае дека претпоставувам дека знае, пошто веќе 3 пати рече дека имала интервенции, претпоставувам дека и биле направени алерготестови. Обично кога ќе добиеме податок од пациенти дека им се сомневаат за некаква алергија или имале веќе некаков проблем порано, секогаш во таа предоперативна подготовка на пациенти им правиме алерготестови, значи како рутинска, задолжителна мера, така. Да. И знаеме веќе правиме алерготестови на многу видови анестетици, значи на сите оние што ги употребуваме, пошто има не е еден анестетик, нели повеќе видови на анестетици. Исклучително ретко е алергија на анестетик. Исклучително ретко. Така да пациентката спомна сега и поставена на некоја апаратура, не знам
на што сакаше да каже, дали во постоперативниот тек ради проблемот со алергија имала проблем, па ја поставиле на апаратура. Меѓутоа, постои можност, има многу видови на анестетици и верувам дека не е на сите пациенти Кој што би тоа можело да се алергична. направи замена ако на Така, некој, ќе да се би направиле замени со некој друг. замена, да. Зависно од кој дел на телото, нели, ќе се прави интервенцијата. Сега рековме, ја спомнавме преска и локалната и регионална тип на анестезија, кои што спаѓаат во еден нели, не е општа анестезија, него се изведува на одреден дел од телото, одреден дел, дали ќе биде тоа екстремитет, горен екстремитет, долен екстремитет, и тие анестетици локални, исто така алергијата скоро е и да не постои. Така да можно е, нели, секако може да дојде на разговор, на консултација, евентуално да се повторат алерготестовите, нели? И да биде И сигурна да да се биде знае, сигурна да си знае. И секако, иако има алергија на алерготестовите, секогаш можеме да ја заштитиме пред да се направи било каква интервенција, пред да се даде лек, за да се За да ублажат заврши успешно симптомите. целата И да интервенција постои која е алергија, да предвидена. се ублажат симптомите на алергијата. Така. Ќе вклучиме следниот гледач, имаме доста интересна тема денеска во Алфа ординација, во нас страф или од анестезијата која неколку пати ја споменав и навистина има многу прашања токму поврзано со тоа и претпоставам дека секакви различни искуства поврзани токму со анестезијата. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден, убав ден. До вас и кај докторот имам прашање за докторот, ако може да ми помага нешто. Сум оперирана 2 пати. Така. Еднаш, прво, значи, го родив малиот пред 1,5 година, но со тешки рез. Но не бев тотална со анестезија, само во грбот што се стави инекцијата. Добре. А после 2 месеци сум оперирана од жолчката. А имам многу проблеми со грбот, ме боли најмногу кога стојам на нозе. А и многу нервозна сум. Дали е тоа причина анестезијата или нешто друго, ако може да ми помагате нешто? Добро, пред колку време ви се случи? Од жолчката има една година. Има, да. Година и 2 месеци од самата бременост од пораѓајот. Бидејќи рековте дека операцијата на жолчката ви се случила 2 месеци да, пота. така. Така, добро. Ви благодарам многу што се вклучивте денеска. Фала ви многу. Да чуеме што ги. Да, денеска обезболувањето, нели, за време на раѓање, најчесто користената епидурална аналгезија, нели, обезболување, е многу внесува страв кај пациентите, има многу непознаници, затоа сме тука, нели, да објасниме. Епидуралната анестезија може, или анестезијата што се става позади во рбетниот столб за обезболување, може да предизвика првиот ден, вториот ден после завршувањето на раѓањето, може да чувствуваат пациентите некаква минимална болка во самиот предел позади на местото кај што сме ја поставувале, кај што е самото боцкање, нели, предизвикува болка. Или може да чувствуваат некаков притисок само на местото, меѓутоа тоа трае многу кратко, значи ден, 2, 3. Во овој долг период од година дена, причината на проблемот на пациентката не може да биде од епидуралната анестезија. Нити пак гледам поврзаност со операцијата на жолчка и тоталната анестезија со болките што ги има во грбот. Не знаеме дали пациентката имала проблеми или болки пред да се породи со Така се рбетниот столб. Обично, нели, пациентките во бременост, нормално стомакот се зголемува, ради тежината пати и рбетниот столб, значи доаѓа до нефизиолошко исвиткување на рбетниот столб и можат и во текот на бременост да имаат болки во рбетниот столб, што не и се исклучува дека и после завршувањето на бременоста нормално треба да се поврати повторно рбетниот столб во нормална физиолошка состојба и може да имаат болки кои што може да потраат и подолго време, нели? Може би самите обврски нели околу бебето, кревањето понатаму на самото бебе, активностите кои што се поврзани со него може да направат и стоп тератување на самиот кичмен столб. Така е. Така. Ќе вклучиме следниот гледач во продолжение. Добар ден. Ало, Анкица, добар ден. Добар ден. Почит до вас, почит до докторот.
Поздрав и до вас. Значи би сакала докторот вака да го прашам. Бидејќи имам поминато повеќе операции, ако речам повеќе од 6 операции, Така. од кои што 4 беа во последователни за многу краток временски период. Јас редовно добивав општа интравенозна анестезија, поради тоа што ме прашува анестезиолозите, поради тоа што кичмата ми е оперирана и знаете, па и они некако не се нафаќа да идат со таква анестезија. Што ми е прашањето? Јас како човек со душа чекав да ја примам анестезијата, да заспиам, да ми се отстрани проблемот, да ги отворам очите и сум ја завршила работата. Така сум гледала на оперативниот чин. Меѓутоа, последната операција од Илеуст со ректално-вагинална фистула беше нешто подолготрајна, тоа проценката вие анестезиолозите ја правите. Што ми се случи во шок соба таму кај што нели после не носат, јас ги отворив очите, моја пријателка ме држеше за рака, медицинар, и како ти е лиле, и додека како ти е лиле, јас одеднаш една црнина само не можев да дишам и сум се изгубила. Сум била подложна на реанимација, колку како траело сето тоа, никого не прашував, меѓутоа 8 дена после реанимацијата, откако горе веќе жива ме вратија, да речам, на одделот, јас не можев да станам од кревет. Значи, сум преживеала нешто што ми го руинирало организмот. И сега прашањето ми е, потоа станав. Иначе, за секоја операција, јас до вечерта сум се дигала од кревет. Оваа последната, вистина, дали прашањето ми е, што толку набргу во род, код 15 дена се повторуваа анестезиите, беше причина да дојдам и до реанимација, а беше причина и више да немам сила, како до тогаш да станам од кревет, него 8 дена, буквално да не можам да се подигнам од кревет. Благодарам на одговорот. Поздрав, Лиле, ви благодарам и вас. Ова е наша редовна гледачка, впрочем, Да. поздравам. Гледачката поминала очигледно многу. За среќа е добра здравствена состојба, се надевам. Меѓутоа, состојбата на последната операција, што ја спомна Илеус, самата таа состојба, самата таа болест Илеус е многу сериозна состојба, која што доведува до многу големи пореметувања во самиот организам. Причината за целата оваа состојба што ја кажува пациентката што доживеала после операцијата не е анестезијата, нели, или заедно самата состојба, самата болест, како што кажа Филеус, која што доведува до сериозни проблеми во организмот, заедно со анестезијата е причината за незината состојба понатаму. Да. Во тек на оваа болест, значи Илеус, тоа е една акутна состојба, која што акутно мора да се направи хирушка интервенција и секогаш кај такви пациенти, кај акутните пациенти, нели, акутните состојби, секогаш ризикот, нели, од несакани ефекти и несакани компликации постоперативно е многу поголем и за среќа пациентката поминала и за среќа е во добра здравствена состојба. Инаку самото давање на анестезија во толку краток период не значи ништо и не доведува до предизвикување на ваква состојба. Значи виновникот не може да ја бара во самата анестезија, како што без разлика на тоа колку чести била во толка временски период и така е. Значи не можеме да кажеме не станува збор за никаква вина, него самата болест е лоша, значи акутна состојба која што доведува до вакви несакани ефекти и несакани компликации постоперативно. На таква постоперативна ситуација во која што се соочила нашата гледачка. Така ќе го вклучиме следниот гледач. Ја споменавте дека имаме доста актуелна тема. Од толку прашања колку што подготвив, очигледно дека ќе треба да ги сведам на минимум, но затоа достапам простор на гледачите кои што ќе имаме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Ало? Ве слушаме одлично во програма, сте повелете. Ја малче по не дослушувам, па малче појако ќе ме изборувате.
Добра. Јас сум оперисана, например, од жолчката 95-та година. Така. Толку сум фино поминала и толку добар лекар сум имала и сум му велела оти што ќе фати со раце на злато да му се стори. Денеска станал, слушам, директор на 8 септември. Тој лекар. Тогаш беше 95-та, беше обичен лекар. После тоа, сега пред 5 години, 4-5, јас само со тоа се расправам со операции. Прво имам направено киретажа, ама и тоа со опивка одеше. После тоа, по 2 месеца, направив целосно гинеколошко вадење од организмот. Добра. И тоа со опивка одеше. По 3 месеци немаше, мене ме фати срцето и напред сум сечена од грлото до долу. И тоа со опивка. Кога одев за срцето кај Жан Митрев, оти го не можеа да пробијат во државна болница со жицана, со тоа сајлата што се оди, ме пратија ваму. И таму ми зборуваше баш анестезиологот, оти вика, бабо, мори, стара си, може ќе те успиеме, па може нема да се разбудиш. Јас вака му велев. Сине, вие вашата работа да ја работите, а јас, ако имам век, ќе останам. Ако немам век, нема да останам. Нема многу место да зафатам во вестниците и нема кој многу да се секира. Јас сум више стара. И многу си убаво поминав и со тоа, а сега малце и пак стар човек, срцето некој пат ме постегнува така понадува. Скоро крвта многу ми беше ослабната, па ми дадоа малку крв во државна болница. Така да ја од ним сум многу благодарна. А не знам каква анестезија ми давале, затоа не знам, оти не се разбирам од тие работи. Така. И тоа сакам да го поздравам лекаров, не знам од која болница е. Уствари, јас така сум поминала кај Жан Митрев. Така. Ви благодарам многу. Очи оперисува. И се живо, двете очи, едната во Европска на болница, многу убаво поминал. Во државна не ми е тоа добро, ама во ова, се за тие 5 години ја 5-6 операции направив. Ви благодарам многу што се јавивте, што го споделивте ова искуство. Прво ќе ви посакаме да сте жива и здрава и што многу години да не следите и да не гледате секако. Доктор Жан Митрев го договарам од прилика за 2 недели би требало да гостува во Алфа Ординација, па ете можност да се вклучите вие во емисијата доколку сакате да го поздравите секако со вашето искуство. Еве еден добар пример дека анестезијата е таа од која што не треба да се плашиме покрај тоа што без разлика на тоа колку години да имаме и колку операции да направиме, се работи за сериозни операции кои што се случиле. Така, возраста не е пречка никаква за да се прими анестезија, нели? Така да секој човек може да прими анестезија без оглед на возраст, без оглед на хронични заболувања кои што ги има. Со добра припрема, добра предоперативна подготовка, се може тоа добро. Велите добра припрема и добра предоперативна подготовка. Колку што е битен изборот на хирургот за кој што ќе изврши самата операција, се вели дека многу битен исто анестезиологот и онаа подготовка пред самата операција. Тоа значи дека земате комплетно целата историја на самиот пациент, целата анамнеза, зошто сите тие податоци ви се неопходни? Да. Што би се рекло по никогаш на шала, нели, се вели до пето колено да ги провериме сите болести. Да ги провериме сите болести, така е. Многу е важна анамнезата, значи историјата на болести и општата состојба на пациентот, во каква состојба и со таа предоперативна подготовка сакаме да имаме увид во целата здравствена состојба на пациентот и со тоа што ќе знаеме какви хронични заболувања има, дали има некакви заболувања воопшто, пие ли некакви лекови редовно. За тоа треба да бидеме многу искрени да кажеме се онака како што треба, затоа што животот е во прашање, нели било што и да се сокрие. Така, не треба ништо да се сокрие, да.
да знаеме примал пациентот до сега анестезија, имало проблеми некакви со анестезија во текот на интервенцијата, немал, дали има некакви алергии, нели, еве како што имаше и пример со пациенткава. Ако видиме дека има и ако каже пациентот, нагласи дека има некакво заболување хронично, тогаш се прават дополнителни испитувања само за тоа хронично заболување, дали е во прашање срцето, дали се во прашање белите дробови. Сето тоа на нас ни е важно за текот на анестезијата, за каква анестезија ќе се одлучиме и која е најбезбедната анестезија за тој пациент и како текот на анестезијата да се одвива понатаму. И да знаеме и за постоперативниот тек, нели, од кој ќе заврши целата интервенција, затоа што сме вклучени, нели, ние како анестезиолози во тој постоперативен тек на пациентите и нивен третман. Така. Продолжиме понатаму со вклучување на гледачите. Ќе го поздравиме следниот гледач кој го имаме на линија. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да, во програмата. Ќе ве замолам малку погласно само. Во ред, ве поздравам вас, специјалистот и гледачите на Алфа телевизија. Јас ви поставил прашање од малку поинаква природа. Ако? При општата анестезија претпоставувам дека одредени органи или системи во организмот ја намалуваат својата функција или се гасат. Во зависност од време траењето на анестезијата, дали би сакал специјалистот да обрати за колку време постоперативно се враќа, се реституира функцијата на одредените органи или системи во организмот. И благодарам. Ви благодарам и вам за јавувањето. Така е. И како на дополнување на гледачот да ни објасните убаво што значи општата анестезија. Ева, како Така е, значи Прво да му како одговориме. што реков, да, општата анестезија значи со лекови, анестетици предизвикуваме губиток на свест, значи и губиток на чувство на болка во организмот. Сите тие лекови, анестетици што ги даваме и други лекови за обезболување и лекови како што се мускулни релаксанти кои што ни се неопходни во текот на оперативната интервенција, предизвикуваат минимално штетно дејство кај на организмот. Со самото тоа, по нивно прекинување, значи по нивно прекинување на администрацијата на анестетиците, тие многу брзо се елиминираат од организмот и се враќа нормалната функција на организмот многу брзо по завршувањето на самата интервенција. Значи, во тек на општата анестезија, точно е, слушателот нагласи, нели, се доведува до намалување на функцијата на некои одредени органи во организмот, значи предизвикуваме длабока губење на свеста кај пациентите, значи длабок сон, значи тука е вклучена функцијата, нели, на мозокот првенствено, предизвикуваме депресија, значи дишењето престанува во тек на интервенцијата, значи заменуваме дишењето во тек на интервенцијата со помагала за анестезија, значи апарати за вештачка вентилација, за вештачко дишење или во тек на интервенција, значи тука се вклучени и белите дробови, срцето и сите други органи. Меѓутоа, денеска модерната анестезија, значи модерните лекови анестетици се нарекуваме со ултракратко дејство веќе. Што значи тоа? Дека по завршувањето на интервенцијата прекинуваме со анестетиците, брзо се разградуваат во организмот, се елиминираат од организмот и постепено, за многу брзо време, значи за неколку минути до 1 час, се враќа повторно функцијата во нормална состојба на сите. Онака виталноста како што треба да биде на сите органи. Така. Во контекст на прашањето веќе се надополнам од гледачот што се јави, пред неколку години чинам дека излегоа стати, некои испитувања и слично во поглед на анестезијата, дека луѓето кои што примеле анестезија би можеле понатаму да развијат проблеми со помнењето или пак некои проблеми со функцијата на мозокот, токму како резултат од анестезијата. Колку има вистина во сето тоа? Може би со меморијата, претачно и... Така. Тоа се многу кратки моменти на губиток на меморија. Што даваме лекови кои што може да предизвикат може да предизвикат ретроградна амнезија, викаме ние, нели? Значи краток губиток. Но да не остави трајни последици, така? така? Да остави трајни последици, не. Понекогаш се случува, меѓутоа повторно тоа не го поврзуваме со самата анестезија, кај повозрасни пациенти, нели? Целиот нивен организам, нели? Со самото тоа што ќе примат анестезијата и во зависност од
обсежноста, од големината на интервенцијата, време траењето на интервенцијата, може во тој прв постоперативен период од ден, 2, 3 да се јави таков симптом или губиток на меморија или да бидат малку повознемирани пациентите првите 2-3 дена, меѓутоа и тоа поминува, се надминува. И тоа се надминува и не остава трајни последици, трајни оштетувања. Так. Ќе вклучиме и следниот гледач во продолжение. Добар ден. Ало, здраво Ане, поздрав голем. Поздрав и и до до вас. докторот и до вас. Прекрасна емисија да ви кажем, и јас сум ваша најредовна гледачка. Сакам да Ве се приметив. поздравим и Миле, преку вашата телевизија, убаво ја слушнав. Так. Јас мислев, знаеш, кога ја видов толку операции, леле, ќе речем оваа некоја, леле, ја кад го видов на девојките не се во рамни, нека е жива и здрава, толку убава жена, толку здрава, толку операции, оваа господја што кажа, она ми га кажа, докторе, мислим, колку имала операции, дај Боже да е жива и до 100 години, но јас пак да го прашам докторот, ова одамна ми лежи на срце, нели младиот порано абортус и тамо овамо и ја имаше еден многу тежак абортус, мислим, ете, не од мои мислим причини, ги бев големка, како да кажем, и со инекција, мислим, тој свет се среди, анестезија и после овамо у собата ми вика таа една другарка, леле, вика, да знаеш ти колку си викала, вика, колку, а ја тој ништо не сум знала. А последно известно време една моја медицинско лице ми вика, зашто си тој работила со анестезија, не дај Боже, вика, да се разболиш, па више до некоја операција, вика, нема да ти делуе другата анестезија. И затоа сакам да го прашам докторот дали е тоа точно, ма да он даде одговор или пак да ми каже. Поздрав и убав викенд, Анчи, се наубаво, чао. Ви благодараме вам, убав викенд, ќе ви посакаме да решиме дилемата. Да, апсолутно не може да остави никакви последици. Пациентката, сигурен сум дека имала краткотрајна интервенција и една краткотрајна анестезија. Во тек на овие краткотрајни интравенски анестезии може да се случи, може понекогаш да се случи, пошто се тоа многу кратки интервенции. Так. Тоа што го кажа пациентката, меѓутоа тие пациентката не се ни сеќава и самата кажа дека не се сеќава нели што се случувало и како се случувало, така да сигурно немала ни болки, сигурно немала ни никакви проблеми и не ја оставиле. И сигурно тоа не би оставило никакви последици за понатамошна интервенција која што би се направила, така. Добре, тука ќе скораме ќе направиме една пауза, ќе продолжиме секако и по рекламите и по вестите во минута кои што во продолжение следуваат, ќе ги најавам секако, па можете да се вклучите со ваше прашање во вториот дел од Алфа Ординација. Останете со нас. Можности и опасности од анестезијата е денешната тема која што ја коментираме, ја зборуваме и објаснуваме во ова издание на Алфа Ординација. Секако телефонските броеви ги гледате пред екраните, па би можеле да се вклучите во разговорот кој што денеска го водиме со доктор Ивица Стефановски, кој што е специјалист по анестезиологија и реаниматологија од АД Систина. Кажавме неколку работи, одговоривме на многу прашања на гледачите, да одговориме на моментот на оние кои што се во текот на бременоста во, да речеме, најубав период од животот. Тука е дилемата кога ќе дојде моментот на породување. И стравот секако од епидуралната и спиналната анестезија. Да. Породувањето е еден незаборавен чин, нели, највозбудлив во животот на една мајка, идна. Полесното со овие анестезии сега, модерни, да кажеме, со години на нас така. Меѓутоа, стравот од болката е голем, а самото сознание дека постои можност, нели, за да не ги боли пациентките и да се надмине таа болка во тек на интервенција, сето тоа доведе да се повеќе родилки бараат да се обезболат. Так. Да, постојат техники за обезболување во текот на раѓањето. Најчесто користената и најбезбедната и најдобрата техника за обезболување е секако епидуралната аналгезија. Значи, нели, разлика меѓу анестезија и аналгезија. Аналгезија значи само обезболување, додека епидурална анестезија веќе сосема нешто друго. При епидурална анестезија можеме да изведуваме и хируршки интервенции. Значи, збориме само за епидурална аналгезија во тек на породувањето. Реков, многу безбедна техника. Сега во модерно време, нели, со интернетов, форуми, сознанија од други пациенти, нели, од други родилки кои што примиле, добиле епидурална аналгезија во тек на раѓањето, се зголемува и стравот, се слуша све и свашта, се чита различни искуства, така, меѓутоа морам да кажам дека во светот негде 60 до 70% од
Сите спонтани раѓања завршуваат со епидурална аналгезија, значи обезболени се пациентките со Што е епидурал. специфично токму во епидуралната аналгезија? Многу стравот е притежно присутен кога треба да се стави нели самата инекција во пршлините, Точно. меѓу пршлините, во кичмениот дел, па од тука е стравот да не остави трајни последици. Притежно тоа е стравувањето кај жените. Така, Има ли потреба од таков страв? Апсолутно нема потреба. Значи, тоа е една метода која што со тек на време се стекнува големо искуство за поставување на таа епидурална аналгезија. Местото кое што го пунктираме позади, значи на кое што се боцка, е меѓу два пршлена. Ние пациентите се плашат да не ми се повреди ребетниот мозок, па да не ми се повреди некој нерв. Ние не доаѓаме во контакт со иглата до ребетниот мозок, нели со текот на времето стекнуваме големо искуство и тоа е една рутинска метода. Значи не постои можност да останат пациентите парализирани апсолутно никако, ако е се како што треба со нивната здравствена состојба, затоа што има моменти кога има некои пациенти кои што не можат кога не смеат да добијат епидурална анестезија, ќе ги спомнеме и тие ситуации. Го имав тоа искуство. Очекувам да го споминате така. Ќе го вклучиме гледачот кој го имаме на линија сега. Во моментов ќе го поздравам. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас, до вашиот гостин. Поздрав и до вас. Пред се јас сум мајка на 4,5-годишна детенце. Така. Која на 10,5 месечна возраст е направена операција на стапалот. Добра. Сега ме интересира опасноста од самата анестезија, дали предизвикува отсутност на говор после таа анестезија, стоп на мозочето или на развивањето на менталниот развој. Дали има можност, значи и опасност после анестезијата да се направи некој стоп на развивањето на мозочето и на говор? Така, врз психомоторниот развој на самото дете, предпоставувам. Така, постои. Добро, ви да. Така. Благодарам уште еден. Ви благодарам многу и вам што се вклучивте. Да. Значи, веднаш ќе кажам, неколку пати одговоривме веќе и на ова прашање за опасност анестезија, истото и со дечињата, иако дечињата се посебна категорија на пациенти, нели, и анестезијата се прилагодува спрема зависно според нивната возраст, телесна тежина, така да не постои досега нема медицински докази дека анестезијата предизвикува нарушување во психомоторниот развој на мозочето на децата. Од тука нема потреба да стравуваат родителите, токму за било какви последици кои што би настанале после самата интервенција. Така. Ќе вклучиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, убав ден, повелете. Поздрав до докторот, поздрав до вас. Вака, сега мажот ми има запушување на главната артерија на левата нога. Така. Меѓутоа има 20 до 23% работа на срцето. Никој не се нафека да го оперира. Што понатака, да ми каже докторот, не знам кај да се обратам веќе. Би благодарам. Тоа е моето прашање, кои се ризиците, дали може и кои се ризиците од сета таа. Објаснувањето би било дека не може поради анестезијата да... Не се нафаќат никој ради што е мала фреквенција на срцето. Од 20 до 23% му работи срцето. Така, ви... веќе ногата почна и рани да отвара, на палецот, на петата од позади. На пластика бевме, ни дадоа нешто така за вода, некоја топла восолена. Меѓутоа, што понатака со ногата ќе треба села да се суши, не дај Боже, и ампутација може да дојде, зашто веќе гледам почнува да помодурат прстите долу на ногата. Така, да ми каже докторот дали може, што е можно или што му даде Господ, така да кажам, со едни народни зборови. Благодарам многу. Ви благодарам многу и вам што се јавивте. Да, многу сериозна состојба. Значи, она што го спомна пациентката, работата на срцето, ние велиме, значи, кардиолошки
преглед кој ќе направат пациентите и имаат увид во самата состојба на срцето кардиолозите, велат 23%, тоа е мислат на ежекционата фракција, значи на самата пумпна сила на моќ на срцевиот мускул. Да, тоа е многу сериозна состојба, значи и самата таа состојба е ризик секако за оперативен третман. Меѓутоа, рековме, секој пациент може да добие анестезија. Во зависност од типот на интервенцијата што ќе се изведува, ќе определиме и каков тип на анестезија е најбезбеден за пациентот во ваква состојба. Ја не знам пациентот дали пациентката спомна се обратиле на пластична хирургија, мислам дека така рече. Да, се тоа во ред, меѓутоа мислам дека треба да се обратат на васкуларен хирург, значи кој што се занимава со овие оперативни интервенции. Бидејќи се работи за главна артерија, така? Да, васкуларен проблем, а кај нас се изведуваат вакви интервенции во епидурална анестезија. Еве, сега можеме тука да ја спомнеме исто, значи во чиста епидурална анестезија, значи пациентите се комплетно свесни, само блокираме еден дел од ногата, значи ако е левата нога, блокираме, можеме да ја блокираме, да предизвикаме анестезија, нели само со епидурална анестезија и да се изврши самиот оперативен третман во тој тип на анестезија. Со изведување на епидурална анестезија ги намалуваме сите оние ризици и ги избегнуваме сите оние несакани ефекти и компликации кои што ги предизвикува општата анестезија, особено кај вакви особено на работата на срцето. Пациенти, особено на работата на срцевиот мускул. Така да има можност, сериозна состојба, не викам дека не, значи секако дека се можни компликации, дека се можни ризици, меѓутоа но и дека треба брзо да се треба и брзо да се интервенира, точно. Ви благодарам. Ќе го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас, докторот и вашите соработници. Едно прашање. Повелете. Поради разни докажани, недокажани алергии, пред секоја интервенција, кога треба да се употреби анестезија, се прави тест. И дури и контрастип и снимањето компјутерско. Прашање ми е, тоа е се во ред кога јас знам дека тоа ќе го правиме и се договараме со анестезиологот. Меѓутоа, дали има начин некој, например, еве со браќање на несреќа, јас не сум свесна и нема кој да им каже дека може да се случи алергија. Дали има некој сознание доктор да каже како тоа може, дали е решено кај нас, има, сум слушнала дека некаде во странство има како белезица на која се пишува внимание или не, меѓутоа не сум сигурна. Дали такво сознание има докторот некој да ми каже што би се случило кога нема кој да им каже на докторите, при хитна операција, например. Така, ви благодарам многу, ве благодарам многу. Притежно таквите состојби се пишуваат и витентираат во книшка. Да, во книшката не ја носиме медицинските. секогаш. Така, може да се случи да не се носи книшката, да не знаеме, да нема некој член од семејството близо кој што би соопштил. Да, значи тоа не можеме да го знаеме. Меѓутоа пак ќе кажам, пациентката конкретно спомна за алергија. Алергија на анестетици, алергија на оние лекови што ги употребуваме, денеска исклучително ретка со овие нови модерни анестетици, меѓутоа сепак може да се. Веројатноста дека и би можело така. Веројатноста е да, дека може да се деси. Да, добро прашање постави пациентката. Сега за сега кај нас не е решено. Сега за сега кај нас не е решено. Друго е да е пациентката во болница, нели, хоспитализиран пациент, па веќе имаме увид, нели, на самата здравствена состојба на пациентот. Вака овие состојби за жал се уште не се решени. Можеби треба нешто да од овој разговор да се потикне некако решавање. Да мотивираме некој кој наистина би требало. Би сакала да кажеме и детали за тоа кои се бенефитите или пак некои последици по здравјето од епидуралната и од спиналната анестезија, бидејќи ги споменавме. Така. Дали би можело да постојат некои ризици?
Ризик секогаш постои. Бенефит секако има, Така. нели? Првенствено го странуваме проблемот за кој што сме дошле. Така е, апсолутно. Бенефит има за разлика, нели, од општата анестезија, рековме пред малку дека ги избегнуваме сите оние несакани ефекти од општата анестезија, нели, со примена на епидурална или спинална анестезија. Има голема примена регионалната анестезија, значи и епидуралната и спиналната анестезија. Ризик секогаш постои, меѓутоа, нели, зборевме претходно дека е сведен на минимум, затоа што, нели, таа предоперативна подготовка на пациентот и одлуката каков тип на анестезија ќе му дадеме пациентот е во согласно со неговата здравствена состојба. Да. Моето следно прашање ќе се однесува на тоа во кои ситуации не сме се дава анестезија, не сме се користи, но ќе го вклучиме гледачот во продолжение, потоа ќе оставиме простор секако за прашањето. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Ќе ме молам, темата е можности и опасности на анестезијата. Така е. Јас имам внук 23 години. Така е. 2 пати е опериран, еднаш од слепо црево, друг пат фистула. Првиот пат од анестезијата многу тешко се разводи со интервенција на лекар од Скопје, јас се јавувам од Куманово. Така. Поприлично долго траеше освестувањето, се испоплашивме и кажаа дека алергија, алергиче на анестетиците. Така. Ама не помина 2-3 години, може малку повеќе, имаше потреба да се оперира од фистула со исто локална анестезија. Истото ми се случува. Дечкото е возрастен, при освестувањето пак имаше проблеми и тоа проблеми кои што беа стварно застрашувачки. 2 сата може би дечкото не можеше да се освести. Тогаш дознавме дека имал некој недостаток на ензими во крвта и дури тогаш разбравме дека со примање на плазма он почна да се освестува. Ја викам, врискам, он вика сети, слушам, ама само со прстот малко ми мрдаше дека сака да ми каже све, слушам, само сакам да ви кажам, не може, мускулатурата не функционира. Така. Ова е страшно, например, ако отиде негде у странство. Мора да има некој белек, мора нешто на некоја страна од телото да се тие луѓе да означат. Тоа не е ништо страшно. Нека знаеме дека на десната страна од рамото, како БСЖ вакцина, нека стои под БСЖ-то дека е недостаток на ензим, тоа е живот на прашање. Тоа е ситуација која што стварно треба да ја знаеме. Така. Така. Ви благодарам многу, се сложуваме со вас. Да, апсолутно се сложувам, значи, зашто се работи? Се работи за недостаток на еден ензим кој што учествува во разградување на лековите кои што се наречени мускулни релаксанти, кои што ги даваме во тек на интервенцијата, значи во тек на операцијата, ги даваме за да се релаксираат мускулите, за да можеме да му створиме на хирургот добро оперативно поле. Значи, тие лекови што ги даваме мускулни релаксанти, ги релаксираат мускулите и предизвикуваат на некој начин парализа на мускулите за одреден временски период. За секој од тие мускулни релаксанти знаеме од колку време действува релаксантот. Дали е тоа 15 минути, има релаксант што действува пола сат, има мускулен релаксант што действува... Се прави проценка во зависност, нели, со докторот? Да, зборам за времетрајањето на тие релаксанти. Кај некои пациенти има вроден недостаток на тој ензим, кој што ги разградува овие лекови што ги даваме како мускулни релаксанти и затоа нивното дејство е продолжено. Ова што му се случило на пациентот, значи на вашиот внук, е познато, значи и спомнавте како да се обележи. Нема потреба веќе да се обележуваат овие пациенти, затоа што сега, конкретно во нашата болница, а и секаде во светот,
рутинска употреба е лабораториско испитување на тој ензим. Значи, го подготуваме пациентот за операција, земаме лабораториски резултати во кои што го има и тој ензим задолжително колку го има во организмот. Секогаш го приметуваме тој еден недостаток на ензим, податок, значи, и знаеме дека тогаш нема да употребиме мускулен релаксант, пациентот ќе се разбуди веднаш после операција. Знаеме што да направиме понатаму. Значи, веќе имаме можност, нели, веќе неколку години наназад се испитува тој ензим колку е во крвта. Така. Добар ден за следниот гледач кој ќе го вклучиме по продолжение. Добар ден. Добар ден. Поздрав до студиото и едно прашање до докторот. Поздрав и до вас, повелам. При операција не можех да примам анестезијата. Привидејќи имах тромбоза и димерите ми беа качени. И не можеа да ми извршат операција. А сега ме боле зъб. Дали може да одам на зъболекар? Треба анестезија да примам, не. Тоа е моето прашање. Дали може да анестезија да примам? Имам тромбоз. А дали со покачените дедимери го решивте проблемот? Не. Не примавте клексани или никои слични? Беа ми до 4000, а сега ми стана 800 стимнати. Ми проверуват крвта секој месец. Значи примате лекарства, така? За тромбозата? Синдром 4. Така. Значи тоа е многу важно, значи тој лек нели нормално треба да си го примате редовно за да не ви се случат несакани компликации од тромбозата што имате. Меѓутоа секако нели ако имате потреба да се направи некаква интервенција, па и да одите на забар, може да се даде анестезија со, повторно ќе спомнам, со претходна подготовка. Што би требало да значи за вас претходна подготовка? Значи нормално контрола кај трансфузиолог, кој што ви одредува нели шемата за пиење на лекарствата против тромбоза, значи синдром што го пиете, веројатно трансфузиологот ќе ви каже колку време ќе треба тие лекови да ги прекинете и да преминете на супкутано боцкање на нискомолекуларен хепарин, што го спомнавте, клексан, кој што е подобар лек за ако треба да се направи било каква интервенција, подобро да се прекине со синдром, да се поставите на терапија со клексан. Сето тоа за да се избегне крварење во тек на интервенцијата, па и ако правите ЗАП, може да подолго да е зголемено, да имате зголемено крварење. Затоа може значи да примите анестезија, тоа е обично во локална анестезија се изведуваат тие интервенции и локалната анестезија нема да ви наштети никако за вашата болест, меѓутоа прво треба да го регулирате овие испитувања, па после да одите на стоматолог. Ќе вклучиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до аудиторката и до докторот. Поздрав и до вас. Имам умерена стеноза на аортата, а имам и камен од 3,5 см на жолчката. Дали има некои ризични, колкави се ризиците за операција? За вадење на каменот од жолчката, за вадење на жолчката, така? Да. Така. Ви благодарам многу што се вклучивте. Стеноза на аорта, значи, од умерен степен, како што рече пациентот, секако е ризик за било каква интервенција, па и да се работи за помала интервенција од операцијата на жолчката, меѓутоа секако дека повторно ќе кажам со таа добра предоперативна припрема, што значи во овој случај на пациентот, значи прво ќе треба да се направи кардиолошко испитување, да се види колкав е степен на тој стеноза, кардиолозите ќе проценат колкав е ризикот нели од операцијата, па ако жолчката не е акутна или ургентна состојба, ако не мора да се оперира веднаш, значи може прво да се среди тој
кардиолошкиот проблем, па после да се заврши интервенцијата на жолчката. Инаку, ако е од умерен степен и ако кардиолозите проценат дека ризикот е минимален за операција на интервенција на жолчка, не би имало проблем да се оперира. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до гостите и до водителка. Поздрав секако и до вас. Јас сум оперирана на 11 април минатата година. Така. Ве слушаме? Од тога и навам десната рака ми отечена. Син тројка сум правила операција и не знам што е. А на што рековте операција, не ве разбрав? Син тројка сум правила. Дали разбравте? Ако може, уште еднаш ако може, што сте правени операција? Син тројка. Цин Цин 3, тројка? така? Да. Така гинеколошка интервенција Цин 3. Да, Добро. Предпоставувате дека од анестезијата е токму тренењето на раката како последица? Очигледно дека се исклучи гледачката. Веројатно се работи за гинеколошка интервенција, конизација, предпоставувам, или евентуално хистеректомија. Отечена рака од анестезијата навистина не би можел да кажам каква. Не може да ја поврзате. Не можам да ја поврзам како последица од самата операција, нити па од анестезијата. Затоа препорака задолжително да се, не знам дали пациентката била да се изследи, да се изследи што е да го најде проблемот, така. Би сакала да коментираме токму на недел во кои ситуации не може да се интервенира со анестезија. За било која анестезија се зборуваме. Значи, дали има некои критични ситуации, луѓе кои што не треба да подлегнат на анестезија? Пак ќе кажам дека кога таа не сме се дава. Секој човек може да прими, секој пациент може да прими анестезија. Значи апсолутна контраиндикација за анестезија не постои. Постојат само проблеми и здравствени состојби кои што ги имаат пациентите, за кои што ние треба да знаеме, нели, за да им обезбедиме најбезбеден можен тип на анестезија. Спомнавме преска за епидуралната аналгезија кај трудниците, нели, кај родилките. Да, имаме некои моменти кога не можеме да поставиме епидурален катетер, значи епидурална аналгезија. Тоа кога постои пореметување во коагулацијата на крвта. Значи тоа се некои вродени заболувања од типот на хемофилија, други недостатоци во коагулационите фактори кои што го продолжуваат времето на крварење, нели? Тогаш постои ризик и опасност, нели, да се направи компликација во тек на поставување на епидуралниот катетер. Меѓутоа, сето тоа е избегнато затоа што ние предоперативно ги спремаме пациентките, имаме увид во нивната здравствена состојба и во лабораториските резултати, во коагулацијата нивна на крвта. Нели, тоа е рутинска метода пред да поставиме било каков епидурален катетер или да дадеме епидурална аналгезија, прво проверуваме состојбата на коагулацијата на крвта на пациентот. Така да сме сигурни, досега немало никаква компликација, немало можности. Инфекција во пределот на местото кај што поставуваме епидурална аналгезија е исто така една контраиндикација за поставување на епидурален катетер. Понекогаш пациентите прашуваат, имам операција на кичма, дали може епидурална анестезија? Да, секако дека може, со претходно, нели, во договор со хирургот, во местото што ќе се оперира, дали му е потребна епидурална анестезија, дали можеме да со некој друг тип на анестезија и така. Да направите замена на некој друг. Добро, ќе вклучиме следниот гледач во продолжение. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до гостинот и до вас. Поздрав и до вас. Моето прашање до докторот е пред 5 години имено. Имам 4 интервенции хируршки направено со целосна анестезија во рок од месец дена. Се работи за обична гинеколошка интервенција, после првата всушност се комплицира малку заради продолжено крварење што спомна пред малку докторот. Проблеми со фактори во крвта. Така. После која следуваат уште 3 интервенции заради добивање на сепса, каде што абдоминален хирург мора да интервенира.
Моето прашање до доктората, бидејќи се работи за многу кус временски период од месец дена, каде што има целосни анестезии, нели, сите интервенции се направени, кои се последиците кои што се јавуваат? Она што јас приметив после 5 години е дека видот, всушност диоптријата е доста брзо се зголемува и мали промени со срцето. Сега дали е тоа како последица од анестезиите или може да се јават, нели, и други последици, тоа ме интересира. Така. Добро, ви благодарам на вашето прашање. Имаше слично вакво прашање во првиот дел од емисијата, најде да одговориме. Да, секако. Значи, повторно ќе кажам, не постои опасност за толку краток временски период, колку и анестезии да се примат, нема да се случи ништо. Овие симптоми што ги чувствува пациентката не се поврзани воопшто со примањето на анестезија, па ако тоа било и 4 пати во тој краток временски период. Може би стресот што го доживеала пациентката, нели, за тој краток период, кажа сериозна компликација, значи од оперативниот третман, сепса, кој што е сериозна работа и кој што може да остави понатаму последици, но не и анестезијата. Така. Имаме простор да вклучиме само уште еден гледач до крајот на емисијата, ќе го поздравиме во продолжение секако. Добар ден. Добар ден. Повелете во програмата. Вака, поздрав до вас, поздрав до докторот. И моето прашање е слично како на претходната гледачка, значи имам правено 3 операции досега, од ист, да речем, карактер, операции на двете колена, лигаменти и менискус. После тие 3 класични операции, значи со целосна анестезија, од чуено, значи, од разговори, слушнав дека имало последици врз нервниот систем. Сега, дали е тоа точно? Операциите ми траја од 2,5 до 4,5 часа. Исто така, за разлика од други, значи, што имам разговарано, при будењето имав тешко будење. При 3 операции, значи, она цело не можех никако да се смирам. И тоа траеше од прилика скоро час време, за сите 3 операции. Така. Ме интересира прво дали е вистина она дека има последици врз нервниот систем и зошто баш на таков начин будење, мислам, со луѓе што имам разговарано, што имале операции и тоа со целосна анестезија, баш ми е чудно зошто мене тоа ми се случуваше. Ви благодарам. Ви благодарам многу што се јавивте. Прашањето околу нервниот систем и штитноста на самата повторно анестезија. Повторно ќе кажам, нема апсолутно да никакви медицински докази дека анестезијата штети и делува и влие и остава трајни последици по нервниот систем. Не постои. За тешко будење, значи, секој пациент различно го доживува тој тој период на будење. Значи, секој организам е засебен. Да, некој ќе се разбуди полесно, некој посмирено ќе се разбуди, некој ќе биде повеќе вознемирен. Сите оние нели мониторот што е поставен, цевчињата што се ставени, тубусот, ние го викаме цевката во уста што помага во текна интервенција за дишење на пациентот. Сето тоа различно го чувствуваат сите пациенти, им смета цевката, нели тубусот, додека да го извадиме тоа цевче. Некои пациенти не го ни чувствуваат, нели не се ни сеќаваат дека имале некој нешто во устата. Предпоставувам дека е тоа и мислам дека тоа не би било пречка и можда е непријатно чувство, меѓутоа не е ништо страшно и не може да ви остави никакви последици. Така. Конкретно емисијата на ваша препорака до сите оние кои што треба да направат одредена интервенција, при тоа треба да се употреби анестезија, без разлика на каков вид анестезија. Една препорака до крај за да го странеме прво стравот. Пред се од самата анестезија, од самата постапка. Тука предпоставам ќе опфатите и она задолжителната искреност на анестезиолозите. Така е, затоа што тоа е една од најбитните многу важна работа, да. Многу значајна работа. Значи препорака дека
денеска во современата медицина оваа млада гранка што ја викаме ние анестезиологија е Така. нели исто Доста така неопходна. доста неопходна и доста современа. Имаме многу современи анестетици, многу современи лекови, современ мониторинг кој што не го спомнавме тој дел дека во текот на операцијата ги пратиме сите можни витални функции, параметри на виталните функции на пациентот. Анестезиологот е постојано додека трае целата операција присутен тука. Присутен во тек на Што ни треба да интервенцијата. да имаме одреден страв дека Така, дека ќе се разбудам во тек на интервенција, нема да се разбудам во тек на интервенција, ќе слушам. Иако можеме да прочитаме ничи приказни како се разбудила во текот на интервенција, како ја слушале интервенцијата, односно така. биле свесни додека траело сето тоа. Да, тоа се слуша и за тоа повторно ќе кажам дека нема доволно докази, меѓутоа е можно, пациентите се сведоци, нели, кажуваат и слушаме. Меѓутоа сега има, пак ќе повторно ќе кажам, современ мониторинг кој што ја мери длабочината на анестезијата, така да ние сме ни го отчитува на мониторот свесноста и длабочината на анестезијата, така да ние сме сигурни во колку длабока анестезија е пациентот, така да не очекуваме дека пациентот ќе слуша или ќе се разбуди во тек на интервенцијата или можеме да ги Има некои кои што пребродиме. коментира дека едноставно не можат се отпорни на самата анестезија. Постои ли таква нешто? Не постои. Да ги решиме да тие ги решиме дилеми. дилемите. Да. Така кога Да. подготвував темата, Так, го искоментиравме нели интернетот, па оттаму и најдов навистина на различни размислувања, на различни коментари во поглед на темата. Ви благодарам многу, ако ја продолживме емисијата, сигурно ќе имаш уште многу телефонски јавувања, уште многу прашања од тука кои што ета. Ние ги поставивме, ќе ставиме простор за следно гостување и за повторување на оваа тема. Секако. Ви благодарам и на вас. И вам ќе ви заблагодарам за вниманието со кое што денеска не следевте, ќе ви посакам да имате убав ден. Со оглед на тоа што е петок, последен работен ден со оваа недела, ќе ви посакам да имате убав викенд, да посветите многу повеќе внимание за себе си, за луѓето кои што ви значат, пред се на здравата храна, на спортувањето и пред се на вашето здравје. Живи здрави ве очекувам во понеделник во стандардниот термин во 12 часот. Довидување. Ви благодарам што денеска следевте Алфа Ординација.